Дали е вистина дека мајка ти ги носи клучните одлуки во твојата кариера? Треба да ми одговориш со да или не. До каде сме? Имате семеен бизнис Бучен Козијак. Дали би го преземала семејниот бизнис во замена за кариерата? Дали нешто ми излажа денеска? Добре дојдовте во Полиграф. Полиграф е проект во кој јавните личности одговараат на прашања додека се поврзани на вистински полиграф. Сите прашања мора да се одговараат со да или не. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите оние без кои овој проект немаше да може да постои. Благодарност до нашиот генерален спонзор Coca-Cola, кој долги години веруваат во мене и овој проект не беше исклучок. Благодарност до Привал Мебел, кој ни помогна во замислата за интериерот на ова студио, како и на Fashion Group што се погрижија за мене и ме облекува во Спрингфилд. А за овој проект да биде уште поинтересен, имаме Coca-Cola Button. Секој гостин има можност да го притисне Coca-Cola Buttonот само еднаш за време на тестирањето, што ќе му дозволи да не одговори на едно прашање. А сега време да ви го представам мојот гостин. Мартија Станојковиќ, добре дојде во Полиграф. Здраво, Стефи. Како си? Јас сум одлично, како си ти? Не знам. Дали си под стрес, дали си спремна? Не сум дали сум под стрес. Што покажува таму? Па тука покажува дека си. Сум. Време е да започнеме. Океј. За да калибрираме машината, првино потребно да одговориш на некои основни прашања. Дали е твоето име Мартија Станојковиќ? Да. Дали сметаш дека има нешто што криеш? Да. Дали си спремна за полиграф? Не. На некој начин јавноста првпат се запозна со појавувањето на IT замижика Ивце Пивце и остави на култна фраза кучики мачики. Дали луѓето се уште ти ја спомнуваат? Да. Дали сега имаш кучики мачики? Немам. На детска Евровизија освои 12-то место, прекинувајќи ја низата од последни места за Македонија од неколку години поред. Дали сметаш дека требаше да освоиш уште повисок пласман? Да. Кој пласман го очекуваш? Најмалку 5. Македонија во моментов не учествува на Евровизија. Дали сметаш дека во моментот кога ќе учествуваме повторно, ти ќе бидеш првиот избор? Да. Зошто? Затоа што многу верувам во моите нови проекти. И верувам дека нема да погрешим. Ако е така. Имаш песна со македонскиот јутјубер Стефанатор под името Шо правиш? Дали се каеш? Не. Дали мислиш дека си под цената на македонската музичка сцена? Да. Зошто мислиш така? Затоа што многу работам, меѓутоа мислам дека немам доволно покажано со моја авторска музика и се надевам дека во некој следен период ќе публиката на вистина ќе ја запознае вистинската Мартија. Дали Македонија е мал пазар за твоите амбиции? Да. Каде се гледаш во следните 10 години? Нели со да и не? Ова е подпрашање за да и помогнеме на машината.
Се надевам на пред некоја поголема публика, вклучувајќи и Македонија, и да успеам да имам публика од целиот свет. Дали имаш песна што не добила доволно внимание, а сметаш дека требала? Да, Која е таа песна? Анатомија. Дали имаш висока самодоверба? Да, Пред малку го спомна ова, ама дали имаш чувство дека луѓето не ја знаат вистинската Мартија? да. Зошто е тоа така? Која е Мартија? Ќе ја дознаат во мојот прв албум. Дали е вистина дека мајка ти ги носи клучните одлуки во твојата кариера? Веќе не. Треба да ми одговориш со да или не. Не. Од кога е тоа така и зошто? Бидејќи не сакам да изгубам релацијата мајка-ќерка и сметам дека така е подобро и за мене и за неа. Дали би снимила дует со оваа личност? Да, Ја почитуваш неговата работа? многу. Каков коментар имаш на тоа што некои луѓе ја оспоруваат? За жал, веројатно не знаат да поддржат млад успешен артист. Албумот го најавуваш од јануари. Дали албумот ќе биде нешто што македонската публика до сега го нема видено? Да, Дали е вистина дека на албумот имаш дует со српски артист? не. До каде сме? Имаш уште 4 прашања. Океј. Како рак во подзнак, знаеш да се повлечеш кога ќе те повредат. Дали некое пријателство ти има повредено толку многу, што и ден денес носиш последици од тоа? Да, Дали сакаш да не споделиш кој е тоа пријателство? мислам дека е непознато за јавноста, така да мислам дека нема потреба. Имате семеен бизнис Бучен Козјак. Дали би го преземала семејниот бизнис во замена за кариерата? Не, Кариерата ти е поважна од семејниот бизнис? да, Дали сметаш дека јогуртот на Бучен Козјак е најквалитетниот јогурт кај нас? да. И последно прашање. Дали нешто ми излажа денеска? Не. Казам? Не. Време е за резултатите. Мартија,
За жал, обидот беше неуспешен. Нема шанси. Стварно? Имаш паната на 4 прашања. Ајде да го продискутираме тоа заедно. Ајде. Ја мислам дека не излажав, ама окей. На прашањето дали сметаш дека во моментот кога ќе учествуваме повторно на Евровизија, ти ќе бидеш првиот избор, одговори да. Тука машината кажува нешто друго. Мислам дека би било правилно да отидам како прв избор, меѓутоа дали ќе ме побарат, не знам. Може би ради тоа е таа несигурност. Сметаш можеби дека изборот не е фер? Некогаш, да. Ти постави прашање дали се каеш за што правиш. Ми одговори не. Тука машината кажува нешто друго. Па зборуваме за едно друго време кога работев како дете и не ми е криво што соработката е со тебе, меѓутоа музички сега ако би бирала би направила нешто поразлично. Мислам дека тоа би било подобро и за мене и тебе. Не знам дали се согласуваш? Се согласувам. Супер, драго ми е. Следното прашање кое ми кажува дека не си била искрена е дали имаш висока самодоверба. Мој конечен одговор. Не сакаш да зборуваш за твојата самодоверба? Мислам дека е многу долга тема. И во некоја друга прилика би објаснила подетално. Добро, јас ќе го почитувам Coca-Cola батонот. Нема да прашувам понатаму. Фала. И последното прашање кое машината се побуни. Дали некое пријателство ти има повредено толку многу што и ден денес носиш последици од тоа? Ти ми одговори да. Но машината не се согласува. Тогаш супер. Да, какви последици ти мислиш? Веројатно што може би ме променило малце како личност и кога ќе те повреди некој, ќе те оштети, донесуваш други одлуки кои што може би не се совпаѓаат со некои избори како порано. Може би созреваме, ама ми е криво што од некогаш таа Мартија не постои во мене. Тоа значи дека си го надминала тоа, дека немаш повеќе последици. Тоа е супер да го слушнам искрено. Мартија, фала ти. Фала и тебе, Стеф. Иако паднав на тестот, ќе се потрудам следен пат да бидам поискрена. А ние тука се одјавуваме. Фала ви што гледавте Полиграф. Лајкнете го видеото и субскрајбнете се на каналот за да гледате уште и не заборавајте да не следите на социјалните мрежи. Исто така пишете ни во коментари кои сакате да видите следно тука. А ние се гледаме секоја недела од 21 часот.